поздрав до представниците на стадионите. Во изминатите 4 месеци во општина Кичево реализиравме повеќе проекти од програмата, од предизборната програма за локалните избори. Меѓу другите, најпрво би ги спомнел асфалтирањето на повеќето улици во Кичево кои во изминатите 55 години не беа асфалтирани, меѓу кои најзначајни се улиците Јанко Михајловски, Мирка Настеска, Левче Стефановски Карзан, 1 мај, Тенојачка, Ленинова, Иван Трпески, Вардарска, дел од 11 октомври, како и кракот на улицата Рудничка, во повеќе населби од градот, кои за жал во изминатите 55 години газија низ тавари улици. Ги саниравме ударните дупки во градот, кои не беа санирани во последните 2 години. Изградивме канализационна мрежа во населбата Рашнански пат, сега починаме канализационната мрежа во населбата Кошарани и во населбата Подкрушино, а исто така реализиравме и дел од канализационните мрежи на неколку улици во градот каде што беа критични и каде што имаше многу дефекти во канализационните мрежи, како например Охридска и други улици. Изградивме тротоари, тоест пешачки патеки на улицата Борис Кудрич, улицата 4 јули, кејот на реката Сушица. Поставивме улично осветление на улицата Борис Кудрич, во населбата Иванидол, населбата Подкрушино и во сите други населби во градот, каде што граѓаните имаа проблеми со уличното осветление. Покушавме да решиме оној дел што можевме во овој изминат период. Исто така го изчистивме речното корито на реката Сушица заедно со армијата на Република Македонија и во тек е чистењето на мочилиштето, тоест петиот полосек во населбата Подкрушино, кој беше извор на заразни болести во тој дел и сметам дека тој проект ќе спаси таа населба од овие заболувања. Она што е најважно за градот Кичево се проектите кои во овој период се реализирани во центарот на градот, како што е целосната реконструкција на кровната конструкција на Домот на културата Кочураци, реновирана внатрешноста на музејот на Западна Македонија во Ново Кичево, во фаза на изградба се 39 социјални станови што треба да бидат завршени на почетокот од идната година. Во фаза на изградба е основното училиште во населбата Пашино, кое каснеше околу 2-3 години заради нерешени имотно-правни односи. За 15 дена во Кичево ќе стартува правниот факултет и техничко-технолошкиот факултет во новата зграда на Домот на армијата, која целосно се реконструира со помош на владата на Република Македонија. Ги реконструиравме кровните конструкции и внатрешноста на основните училишта Санде Штериовски, доктор Владимир Полежиновски и таму наставата стартува во реновирани згради со нови клупи, нови компјутери и се она што е неопходно за современ наставен процес. Поставена е нова патна сигнализација на магистралниот пат Кичево-Скопје-Охрид во соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, таму каде што имавме најмногу сообраќајни незгоди со жртви и со тешко повредени лица. Сега семафорите и патната сигнализација на тој дел е средена. Во завршна фаза е изградбата на ново фудбалско игралиште во комплексот Напредок, што е во реализација со Агенцијата за млади и спорт. Обезбедена е локација за нова спортска зграда во основното училиште Кузман Јосифовски Фриту, а ние како општина го срушивме старото основно училиште во која се избира разни проблематични типови, која беше најцрната точка во центарот на градот.
Во фаза на изградба е трим патека во Крушино, која многу ќе значи за граѓаните кои го посетуваат ова наше туристичко место и кои мора да поминуваат по асфалтниот пат, што исто така го загрозуваше нивниот живот. Она што како градоначалник на Кичево можам да го најавам во наредниот период и што е мој предизвик и што ќе биде интенција во наредниот период е проектот за целосно водоснабдување на високите зони во градот Кичево и околните населени места кои остануваа во теков на летниот период без вода по цели денови, а нарочито во попладневните и вечерните часови. Тоа е огромен проект што планираме заедно со Министерството за транспорт и врски со своји сили да го решиме со еден целосен проект за изградба и на резервари и замена на старите азбестни цевки кои се извор на разни канцерогени заболувања во Кичево. И секако голем предизвик за Кичево и околните општини е проектот за изградба на колектор за прифаќање на отпадните води и изградба на пречистителна станица, што ќе го реши најголемиот проблем во градот Кичево, тоа е загадувањето на реката Треска и реката Зајашка. Овој проект кошта неколку милиони евра, ние сметаме дека можеме да изработиме физибилити студијата и со парање на помош од ИПА фондовите, апликација таму, сметаме дека во наредниот период ќе можеме да го реализираме. Сработивме неколку други посетни работи што во овој период не би ги спомнувал. За мене се предизвик големите работи, големите предизвици во градот Кичево.